Почитувани, наместо СДСМ во Битола да користи класични удбашки методи, би требало да поработат на нивната транспарентност и отчетност пред граѓаните. Тоа е токму она што толку често го повторуваат во изборните кампањи, но очигледно за нив не значи буквално ништо. Така во тој дух би требало носителката во изборната единица број 5, Радмила Шекеринска, да одговори на неколку прашања. Што мисли за непотизмот на градоначалничката Наташа Петровска со вработувањето на незиниот брат веднаш после преземањето на локалната самоуправа? Што мисли за непотизмот на кандидатот за пратеник Горан Козаров, актуелен директор на ЈП Водовод, чија што сопруга е вработена пред 6 месеци како раководител на финансии во НУ Народен театар Битола? Што мисли за рекетот и изнудата во висина од 250.000 евра, зашто кривична пријава има незиниот близок соработник Васко Ковачевски, човек кој го чува грбот целата оваа кампања? Дали ќе потврди автентичност на вчерашната снимка каде е во друштво на осудените Бојан Јовановски и Катица Јанева и што има да каже во врска со тоа? Почитувани од СДСМ, граѓаните очекуваат одговори на овие прашања, а својот суд ќе го дадат на 15 јули.